Чија семето во последно време станува се попопуларно во нашата јавност. Овој тренд ни доаѓа од Западот, бидејќи ова семе не е типично за нашето поднебје. Популарноста низ светот на чија семето ја стекнува поради својата нутритивна вредност. Може да се користи во подготовка на најразлични смути напитоци, кондиторски производи, протеински барови, пудинзи. Потекнува од Јужна и Средна Америка и се смета за храна на воините од племињата на маите. Поради својата навистина богата хранлива вредност, чијата се смета за супер храна. Корисните дејства кои може да ни ги обезбеди се должат токму на богатиот хранлив состав. Само 28 грама чија семе содржи 137 калории, 12,3 грама јаглехидрати, 4,4 грама протеини, 10 грама растителни влакна, но содржи и манган, фосфор, калциум, цинк, бакар и калиум. Чијата се смета за една од најбогатите намирници со антиоксиданти. Антиоксидантите се борат со слободните радикали, кои постојано се создаваат во телото, а можат да предизвикаат оштетување на клетките или оксидативен стрес. Ваквото дејство може да биде корисно за здравјето на кожата, но поважно е дека може да придонесе за намалување и превенција на хроничните инфламаторни процеси во телото. Ваквите процеси водат кон повеќе добро познати хронични заболувања како што се дијабет, рак, кардиоваскуларни заболувања, остеопороза и друго. Некои животни навики, како јадењето на нездрава храна, пушењето, неактивноста и други го забрзуваат овој процес. Од друга страна, храната богата со антиоксиданти може да делува позитивно. Таква храна дефинитивно е и чија семето. Во текстот објавен од страна на доктор Александар Митов се говори за една студија спроведена на 20 пациенти со дијабет која траела 3 месеци и во текот на тој период испитаниците консумирале 40 грама чија семе дневно. Ваквата група ги намалила така наречените воспалителни маркери дури за 40%. Чија семето може да помогне во подобра дигестија и во процесот на слабење. Ова корисно дејство на чијата главно е причинето поради една важна компонента која е присутна во неа во значителни количини. Тоа се растителните влакна. Помеѓу најбитните позитивни влијанија на растителните влакна се одржувањето на здравјето на тенкото и на дебелото црево, хранењето на корисната микрофлора, обезбедување на постепено испуштање на глукозата во крвта и намалување на лошиот холестерол. Се повеќе студии укажуваат на важноста на здравјето на цревната микрофлора за целокупното здравје на човекот. Додатно на ова, во врска со слабењето, растителните влакна примаат доста вода додека се во стомакот, па така помагаат и во продолженото чувство на ситост. Дополнително, храната богата со протеини како што е чијата, се поврзува со намалени нивоа на хормонот грелин, кој се смета за хормон на гладта или хормон кој ја стимулира гладта. Чија семето може да придонесе за поздраво срце. Благодарение на високиот процент на антиоксиданти, растителни влакна и здрави маснотии, чија семето може да придонесе за подобро кардиоваскуларно здравје. Процесите на воспаление кои се одвиваат исто така и во крвните садови и зголемениот холестерол се ризик фактори за нарушено кардиоваскуларно здравје. При двете ситуации може позитивно да придонесе чија семето. Имено, антиоксидантите можат да ја намалат инфламацијата, а омега-3 масните киселини, со кое исто така богато ова семе, можат да делуваат на намалување на нивото на лошиот холестерол во крвта. Омега-3 масните киселини можат да делуваат и на намалувањето на високиот крвен притисок. Чија семето исто така може да придонесе за баланс на шеќерот во крвта. Ова својство се базира пред се на високиот процент на хранливи влакна и нискиот гликемиски индекс на чија семето. Тоа е богато и со алфа-линоленската киселина, која исто така може да придонесе за намалување на шеќерот во крвта. Лабораториските студии на животни, но и испитувањата на луѓето даваат слични резултати. Додавањето на чија семето во белиот леб го намалува гликемискиот индекс на лебот и превенира од високи пикови на шеќерот во крвта. Придонесува и за здрави коски. Една од главните придобивки на чија семето е неговата моќ да придонесе за здравјето на коските, да ја задржи нивната густина и да го намали ризикот од сериозни заболувања,
како што е остеоартритисот. Причина за ова се богатите вредности на калциум и манган кои ги има ова семе, а се многу важни за здравието на коските. Чија семето исто така може да помогне и за поздрава устна празнина. Поради богатиот микронутритивен состав, односно присутниот калциум, фосфор, витамин А и цинк, чија семето може да го има токму ова својство. Калциумот е градбена компонента на забите и е неопходен за зачувување на оралното здравје. Цинкот пак може да придонесе за превенција од забен камен и има антибактериски ефект, додека витаминот А и фосфорот се важни за силни заби и здрава устна празнина.